Еднократна парична помош за пензионерите со ниски примања во овој момент не е предвидена за оваа категорија граѓани од општинскиот буџет, рече на денешната пресконференција раководителот на секторот за култура, спорт и социјална заштита Александар Крстевски, откако вчера голем број пензионери за потребните документи за наводната помош во износ од 6000 денари ги блокираа банките, управата за јавни приходи и архивата на општина Куманово. Дека станува збор за дезинформација на пресконференцијата потврди и председателот на Сдруженијето на пензионери Куманово Благе Јакимовски. Ние ја приметуваме таа гужва што се направи во Куманово и тие доваѓаат и во Сдруженијето на пензионери. Тоа не е вистина и сега за сега таква најава нема од општината дека ќе бидат обештетени пензионерите. Веројатно се слушнале некаде, можеби на некој прес, можеби од владата, од некое министерство. Ја не сум слушнал, не знам, се најавува дека ќе има некои мерки, како што за стопанство, така и за граѓани, така и за пензионери. Меѓутоа, за сега такво нешто не постои. Општина Куманово доделува еднократна парична помош на лица од социјален ризик, но само за некои исклучителни состојби, но не и за пензионерите со ниски пензии, потенцира Крстевски. Се тоа излезе преку шпекулации со најава од владата со помош од 6000 денари со антикризните мерки со покачување на струјата и затоа уште еднаш ќе ги потенцираме сите граѓани на општина Куманово кои може да добијат еднократна парична помош, односно ЕПП. Потенцираме дека согласно членот број 2 од одлуката на Советот на општина Куманово одржана на 28.12.2021 година и утврдено дека корисниците на право на еднократна парична помош или помош во натура од средства во буџетот на општина Куманово можат да ги имаат следниве категории, тоест лица или семејства, и тоа лице или семејство кое се нашло во помош и во положба од социјален ризик заради зголемена потреба од оперативен зафат или подолго лекување во некоја здравствена институција во држава и во странство, лице и семејство кое се нашла во положба на социјален ризик поради смрт на член во семејството, епидемија, болест или подолго лекување во некоја болничка установа во држава или во странство, и лице и семејство кое се нашла во положба од социјален ризик кои не остават трајни последици на семејството, а на кои се неопходни социјални и материјални обезбедувања во приход од максимални 15.000 денари. Јакимовски посочи дека нивните членови не се задоволни од висината на зголемувањето на пензиите со оглед на енормното зголемување на цените на храната, енергенсите. Сдруженијето на пензионери постојано доаѓаат пензионерите незадоволни од новото покачување на пензиите од 6,7%. Тоа фигуративно значи ако 11.000 денари или 12.000 денари има пензионерот, неговата пензија ќе се зголеми за 800 денари, што сметаме во денешните услови при инфлаторна, економска, енергетска и друг вид на криза која што е зафатена во нашата држава, дека не се доволни. Час поскоро владата ќе мора да изнајде некој начин преку нови сега овие најнови мерки антикризни, за да на некој начин ги обештети овие пензионери. Ние, како Сдружение на пензионери, во текот на 2022 година поделивме 800 ваучери по 1000 денари на 800 пензионери. Посетивме од рурални средини одредени пензионери кои што се со нарушено здравје и кои што не се во состојба самите да се грижат за себе. На денешната пресконференција надлежните најавија бесплатен превоз секој ден за пензионерите со најниски примања. Ние како општина Куманово од секторот за социјална заштита имаме социјална мерка за 2022 година која како општина ги опфаќа листа на пензионери со субвенционирање на градскиот јавен превоз на пензионери кои имаат примања до 13.000 денари. Ние сме во корелација со Сдруженијето на пензионери на општина Куманово, зависно од тоа колку апликации ќе достават кои ги исполнуваат критериумите, заедно со раководството на Сдруженијето на пензионери, сите пензионери
без разлика дали ќе бидат 50, 100 илјада, сите кои ќе ги исполнат условите, општина Куманово ќе обезбеди средства сите да имаат бесплатен неограничен превоз во рамките на општина Куманово. Од 15 октомври годинава пензионерите со ниски примања може да го посетат Сдруженијето на пензионери, да понесат фотокопија од лична карта и последен чек од пензијата, за да им се подготви месечен билет за градски превоз.